најпознатото шоу во Кореја и првото азиско шоу кое воопшто се појавило на Бродвеј, Нанта. Вечерва ќе настапи во Македонскиот народен театар. Корејската музика, кинематографија и фотографија ќе бидат представени за време на деновите на корејската култура во Скопје. Манифестација која за првпат се организира и ќе трае од денеска до 31 октомври. Во организација на Амбасадата на Република Кореја во Бугарија, во Македонија ќе бидат представени корејската традиција и култура. Јас мислам дека Булсечул и Нанта ни представуваат две многу различни ликови на корејската култура. Едното е филозофско и длабоко, а другото е динамично и пријатно. Нанта е најпознатото шоу во Кореја и исто така е познато и во светски рамки. Ви ги препорачувам да ги гледате Нанта. Who came up with the idea in 1997 to do this show? 이제 그 배우분들하고 같이 만드신 걸로 알고 있습니다. So our CEO of the Nanta team in 1997, when he first met the performers, they had the idea and they created the performance in this way. Tell us more about what you do. When you play, do you cook? You can eat the food later? Usually the things that we create, yes, you can eat them because they're basically vegetables and cooking materials, but there's no need to it because we only use it on stage. Вечерва покрај Нанта. Првиот дел ќе биде составен од изведбата на Булсечул, ансамбл кој крира традиционални ритмички ноти и мелодии и ги преработува на уникатен начин, давајќи им нијанса на нов и модерен звук. Кога ви кажаа дека доаѓате во Македонија, што прво си помисливте? Некогаш сте слушнале за Македонија, што знаете? Биди искрен, ако. 비디 이스크림. 공부를 잘 안 하고 왔습니다. 와서 느끼면 되죠. Да, за ништо за Македонија, но додека седи тука ќе учи. Дали барем сте слушнале македонска традиционална музика, дали имавте можност? 네, 전통 음악은 Македонија. Пред да дојде, тој намерно слушнал некои македонски традиционални музики, за да знае нали преку традиционална музика какви се каков е народ. И сега ова представа ќе има еден македонски народна музика Зајко Кокорајко. Ќе видите преку тоа. На 30 и 31 октомври пак во Кинотека на Македонија ќе се одржи корејска филмска одисеја. Во текот на 2 дена македонската публика ќе може да ги види некои од најгледаните современи корејски филмови. Во исто место и време во кинотеката луѓето ќе имаат шанса да бидат дел од изложбата на фотографии Импресии Кореја. Она што е најважно е што сите настани се бесплатни и нема потреба да резервирате место, бидејќи вратите ќе бидат отворени за сите.